Имаме една перцепција дека моменталното владеачко мнозинство си има изградено стратегија да не гласа било што доаѓа од левица или од опозицијата. Со мене тоа навистина ми покажува едно многу ниско ниво на политичка свест и дури на ароганција. Ние и баш артикулиравме едно законско решение кое ги таргетира особено жените и тоа беше предлог измена на кривичен законник во однос на семејно насилство. Работеше за техничка измена, а сепак многу суштинска, затоа што беше предложено да се измени членот 130 од кривичниот законник, кој предвидува дека телесна повреда при семејно насилство се гони по предлог на жртвата. И праксата тука покажува дека тоа предлог на жртвата некојаш може да има фатален крај, затоа што голем дел од случаите се повлекува предлогот од страна на самата жртва. И тука беше таа наша измена. Јас дури најдов еден податок фрапантен кој кажува дека во последните 10 години ние имаме 300 убиени жени при вршење на семејно насилство. Тоа е во просек 30 животи годишно, што значи дека целосно кај нас институциите имаат потврлено, почнувајќи нели од правосудниот систем и ниските казни кои се изречува на сторителите, тоа што ние немаме шелтери за жената, немаме шелтер и центри. За жал тој наш предлог не беше изгласан. Знаете како ние организираме јавни расправи на тие теми, дури беше организирана и јавна расправа на тема семејно насилство, каде што во заклучоците влезе измена на овој член. Значи тие заклучоци беа усвоени од сите пратенички групи, ама кога доаѓа предлогот тоа не се усвојува.